Едниот е общ дел, другиот посебен, кој треба на тој да се задржите кога ќе дискутираме, за да не одиме по два пати на сите надставки па да се проклопуваме, за да не биде појасно. И третиот дел е развоен дел, каде што се опфатени сите развојни програми кои веќе ги имате усвоено на претходната седница на Совет, како и на ова седница на Совет. Значи, сите програми кои се донесени се инкорпорирани во самиот буџет. Меѓу другото, сакам да нагласам дека во буџетот исто така имаме и делови каде што се опфатени буџетските корисници согласно планот од министерствата кои ни се доставени со циркуларно писмо. Во овој буџет е дадено и извршување на буџетот, каде што се определуваат начинот и законските регулативи како се исплаќаат тие финансиски средства. Во самиот буџет, во самиот материјал имаме и образложение, особено на посебниот дел, каде што ќе видите точно се наведени намените на расходите кои се прават во самиот буџет. Значи, точно е кажано која програма и зашто е употребена. Така да оние развојни програми, овде ке гледам дека се провлекува прашањето за урбанистички планови, за доградби, за улици, каде веќе имате дискутирани и веќе ги имате усвоено програмите и веќе се тие инкорпорирани, тоа е само тие се инкорпорирани во делот на буџетот. Значи се пренесени. Можам да кажам дека вкупниот буџет, кој е 1.064.104.901 денар, е поделен значи во 4 дела. Едниот е основен, тоа е значи нашиот буџет, општинскиот кој се состои од 768.631.343 денари и другите буџети што тоа се од самофинансирачки активности кои се всушност финансиски средства кои буџетските корисници ги прибират од своите активности. Имаме приходи од дотации 821 милион кои се со буџетскиот циркулар дадени такви какви што се, значи определени, и имаме приходи од донации. Тоа се значи финансиски средства кои ги добиваме од други невладени организации и така натаму. Согласно расположивите овие сите приходи, направено е и распределба, тоест расходната страна на буџетот, всушност која представува значи баланс на приходите. Може да се каже дека од основниот буџет со кој располага општината, значи не инкорпорирани оние други дотации на буџетските корисници кои се опфатени во буџетот, 41% од самиот буџет е за капитални расходи, а 59% е за оние останати трошоци, кои се оперативни. Во самиот посебен дел одредени ставки се разложени според намената и трошењето. Тоа е, значи, доколку имаме опрема за осветлување, имаме тука и стока и услуга. Значи, одат во две ставки. Ако имаме набавка, особено што зборуваме за реконструкција и доградба, што беше спомнувано, тука имаме, значи, предвидено финансиски средства за реконструкција одредени во интервенции во општинската зграда и она што значи купување на домот за воени старешини. Тоа се предвидени, значи, еден дел, тоа се предвидени средства доколку дојде до таква одлука. Што се однесува, значи, до судските такси, од 9 милиона на 40 милиони.
Тоа се предвидени судски трошоци и ризици предпоставуваме на судски пресуди кои не ги знаеме всушност колку ќе бидат во наредната година, затоа што знаете дека по основ на судски решенија веќе ни изедоа некаде околу 60 милиони. А се уште имаме 12 милиони да го доисплатиме некогашниот пред 30 годишен судски процес и одредени други предпоставени, не знаеки судски решенија какви ќе бидат исходите, мора да ставиме некоја резерва. Доколку се работи за определени ставки, ќе ве замолам кога ќе дискутираме за бројки, затоа што веќе ги нафрлавте многу брзо, ќе ве замолам да кажете во која програма и под која ставка. Значи програма и ставка и тогаш конкретно ќе ви дадеме одговор за што се работи, за да не дојде до дуплирање на општиот и на последниот дел. Благодарам.